Ученици, добре дојдовте во нашата училница на часот по математика за 6-то одделение. Јас сум Цветанка Илијовска, наставник по математика во основното училиште Јохан Хајнрих Песталоци во Скопје. Наставната содржина која што ќе обработуваме на денешниот час е разложување двоцифрен број на множители. Кои се целите на денешниот час? Решавање задачи со разложување двоцифрен број на парови множители, прости и сложени броеви до 100 и разложување двоцифрен број на производ од прости броеви. Што ви е потребно за денешниот час? Потребна ви е тетратката по математика, прибор за пишување, односно молив и гумичка, линеар, дрвени боички во различни бои и оваа табела стотка. Табелата стотка може да ја нацртате во вашите тетратки или пак истата да ја направите на компјутер и да ја испринтате. Уште на самиот почеток од часот ќе ве замолам во оние делови каде што од вас ќе побарам да го паузирате видеото, истото да го направите и да се потрудите самите да стигнете до одговорот и решенијата на задачите кои што ќе побарам да ги решите. Доколку погрешите, тоа е во ред, затоа што на грешките се учиме. Сега овде паузирајте го видеото и подгответе се со се она што ви треба за денешниот час. Се надевам дека сега сте спремни и може да започнеме. Во тетратките запишете го насловот разложување двоцифрен број на множители. За почеток на овој час ќе се потсетиме на нешто што веќе го знаете или веќе ви е учено. Имаме 6 карти. На колку начини може да ги распоредиме овие 6 карти во редови, така што во секој ред да има поеднаков број на карти. Овде повторно ќе го паузирате видеото и ќе си поиграте со овие 6 карти, ќе ги распоредувате во редови, но при тоа ќе внимавате во секој ред да имате поеднаков број на карти. Се надевам дека успеавте да ги најдете сите начини на кои што може да ги распоредиме овие 6 карти во редови, така што во секој ред да имаме поеднаков број на карти. Сега јас ќе ви ги покажам сите тие начини. Еден од начините е овие 6 карти да ги распоредиме во 6 реда, при тоа што во секој ред имаме по една карта и ова може да го запишеме како производ 6 по 1. Да се потсетиме, броевите 6 и 1 се викаат множители. Кој е друг начин? Еве, например, може да ги распоредиме сите 6 карти во еден ред и ова да го запишеме како производ 1 по 6. Кој е друг начин? Може да ги распоредиме овие 6 карти во 2 реда, при тоа во двата реда имаме поеднаков број на карти, односно по 3 карти, и тоа го запишуваме како производ 2 по 3. Може да ги распоредиме и на овој начин, во 3 реда, така што во секој ред имаме поеднаков број на карти по 2 карти и ова го запишуваме како производ 3 по 2. Ова беа сите можни начини на распоредување на овие карти во редови, така што во секој ред да имаме поеднаков број на карти. Еве ги сите тие начини кои што пред малку ги покажавме, односно овие 6 карти ги наредивме во еден ред, во 2 реда, во 3 реда и во 6 реда. Тоа значи дека бројот 6, колку што е и бројот на нашите карти, е деллив со броевите 1, 2, 3 и 6. Односно велиме, делители на бројот 6 се броевите 1, 2, 3 и бројот 6. Сега да решиме една задача. Најди ги сите парови множители и делителите на секој број од 1 до 20. Долу ви се наредени сите броеви од 1 до 20. Сега ќе бараме парови множители, а потоа делители на секој од овие броеви. Јас, например, ќе почнам со бројот 2 и ќе го прецртам со црвено. Парови множители на бројот 2 се 1 по 2 или 2 по 1. Сега да ги одредиме неговите делители, тоа се броевите 1 и 2. Сега, например, истото ќе го направам со бројот 3 и ќе го прецртам. Парови множители на бројот 3 се 1 по 3 или 3 по 1.
Делителите на бројот 3 се броевите 1 и 3. Сега, например, ќе го земам бројот 4, ќе го прецртам и ќе ги одредувам сите парови множители на бројот 4. Тоа се 1 по 4 или 4 по 1, 2 по 2, а тоа е се. Тоа се сите парови множители на бројот 4. Кои се неговите делители? Тоа се броевите 1, 2 и бројот 4. Еве, например, ќе го земам сега бројот 11 и него ќе го прецртам и ќе ги барам паровите множители на бројот 11, а тоа е 1 по 11 или 11 по 1. Делители на бројот 11 се броевите 1 и бројот 11. Еве сега, например, ќе го земам бројот 20 и него ќе го прецртам со црвено и ќе ги барам сите парови множители на бројот 20. Тоа се 1 по 20 или 20 по 1, 2 по 10 или 10 по 2 и 4 по 5 или 5 по 4. Ова се сите парови множители на бројот 20. Сега да ги одредиме неговите делители. Делители на бројот 20 се броевите 1, 2, 4, 5, 10 и 20. Сега повторно ќе го паузирате видеото и ќе продолжите да барате парови множители и делители на преостанатите броеви кои што не се прецртани. Сега кога завршивте, може да се вратиме на нашата виртуелна табла. Доколку ја погледнеме нашата виртуелна табла, може да забележиме како да ни е поделена на два дела. Едниот ќе го заградам со сина боја, а другиот ќе го заградам со зелена боја. И имаме сино заграден дел и зелено заграден дел. Да ги погледнеме делителите на броевите во сино заградениот дел и делителите на броевите во зелено заградениот дел. Што забележувате? Броевите во сино заградениот дел имаат само два делители. Два ги има делителите, 1 и самиот број. 3, 1 и самиот број. 11, 1 и самиот број. Додека пак во зелено заградениот број, броевите имаат повеќе од два делители. Ако погледнете во тетрадката, каде што ги дорешивте и другите броеви, ќе забележите дека и таму имате броеви кои што имаат само два делители и броеви кои што имаат повеќе од два делители. Броевите кои имаат само два делители, бројот 1 и самиот број, се викаат прости броеви. Додека пак броевите кои имаат повеќе од два делители, се викаат сложени броеви. Значи, броевите 2, 3 и 11 имаат само два делители и се викаат прости броеви, а делителите кои што имаат повеќе од два делители, тоа се 4 и 20, се сложени броеви. Но што е со бројот 1? Еве го заокруживме со жолто. Колку делители има бројот 1? Бројот 1 има само еден делител. Тоа е единицата. Штом бројот 1 има само еден делител, тогаш тој не може да се дружи со простите броеви, затоа што тие имаат само два делители. А не може да го дружиме ниту со сложените броеви, затоа што пак тие имаат повеќе од два делители. Затоа велиме, бројот 1 не е ниту прост, ниту сложен број, затоа што тој има само еден делител. Сега да решиме една задача. Еден училишен хор брои 26 ученици. На колку начини може да ги распоредиме овие 26 ученици во редови, така што во секој ред да има поеднаков број на ученици? 26 е бројот на учениците. Ке ги побараме сите парови множители на бројот 26. Тоа се 1 по 26 и 26 по 1, 2 по 13 или 13 по 2. Од тука може да заклучиме дека овие наши ученици, кои што се членови на училишен хор, може да ги наредиме. Во еден ред да ги ставиме сите 26 ученици, во два реда да ставиме по 13 ученици, да ги наредиме во 26 реда и во секој ред да има по еден ученик, или да ги наредиме во 13 реда и во секој ред да има по двајца ученици.
Оттука може да заклучиме дека бројот 26 е деллив со броевите 1, 2, 13 и 26, односно делители на бројот 26 се 1, 2, 13 и 26. Ако погледнеме, бројот 26 има повеќе од 2 делители. Тоа значи дека бројот 26 е сложен број. Сега, од кога ги објаснивме простите и сложените броеви, ке одиме кај ова така наречено Ератостеново сито. Сите знаете што е сито. Сито е тоа она, например, кога си играте на плажа и онаа играчка која ја користиме за да просееме песок, а во ситото да ни останат покрупните камчиња. Истото и со ова Ератостеново сито ќе го правиме, само што ќе си играме со броевите од 1 до 100, ќе проселјуваме низ ситото броеви, така што низ ситото ќе паднат сите сложени броеви, а во ситото ќе ни останат простите броеви. Ова Ератостеново сито го добило ова име во чест на старогрчкиот математичар Ератостен, кој го открил овој начин на одредување на прости броеви. Како ќе си играме со ова сито? Тоа е многу лесно и едноставно, ни требаат боичките во различна боја. Така што, со секоја боичка ќе ги прецртуваме содржателите на секој број од овие од 1 до 100. Бројот 1, затоа што рековме дека не е ниту прост, ниту сложен број, него ќе го оставиме и ќе почнеме од бројот 2. Например, со црвена броичка ќе ги прецртуваме сите содржатели на бројот 2. Тоа се броевите 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 и продолжувате така натаму да ги прецртувате со црвена боичка сите содржатели на бројот 2, завршувајќи на крајот со бројот 100. Откако ќе ги прецртаме содржателите на бројот 2, земаме друга боичка, например зелена, и со неја ќе ги прецртуваме сите содржатели на бројот 3. Таа се броевите 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30 и продолжувате понатаму со зелено да ги прецртувате сите содржатели на бројот 3, завршувајќи со бројот 99. Со жолта боичка пак сега ќе ги прецртуваме со наредниот број содржателите на бројот 4. Таа се 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40 и продолжувате понатаму да ги прецртувате со жолта боичка сите содржатели на бројот 4. Може да забележите дека некои броеви се прецртани со трите бои. Тоа значи дека тој број како содржатели ги има и бројот 2, и бројот 3, и бројот 4. Со сина боичка, например, ќе ги бараме сега содржателите на бројот 5, тоа се 10, 15, 20, 25, 30, 35 и така натаму сите содржатели на бројот 5 ќе ги прецртаме со сина боја. Овде повторно го паузирате видеото и продолжувате со прецртување на содржателите на сите останати броеви после бројот 5, при тоа внимавајќи да користите дрвени боички во различна боја. Доколку завршивте со прецртувањата, на крај, ако ја погледнете вашата табела, ќе видите дека на крај ви останале некои броеви кои што не се прецртани. Тоа се броевите кои што во оваа табела се обоени со црвено. 2, 3, 5, 7, 11, 17, 19, 23, 29 и сите други броеви обоени со црвено, завршувајќи со бројот 97, се сите прости броеви од 1 до 100. Значи, овие броеви кои што во вашата табела се непрецртани или во оваа табела се обоени со црвено, се сите прости броеви од бројот 1 до бројот 100. Сега, од кога ги одредивме
Кои се простите броеви од 1 до 100, еве ја поставивме горе табелата за да ни биде полесно, ќе видиме што може да се случи со еден сложен број. Сложените броеви се бели, тие не се обоени со црвено. Например, ќе го земам бројот 24, тој е бел во табелата, значи не е прост број, тој е сложен број. Ќе го разложам на производ 6 по 4. Доколку видиме во овој производ, бројот 6 е сложен број и бројот 4 е сложен број. Тоа значи, доколку се овие два броја сложени, може и понатаму да ги разложуваме на производ. Бројот 6 ќе го разложиме на производ 3 по 2, а бројот 4 ќе го разложиме на производ 2 по 2. Бројот 3 е прост број и бројот 2 е прост број, обоени се со црвено. Значи, бројот 24 го разложивме на производ од прости броеви. Бројот 24 е сложен број и него го разложивме на производ од прости броеви. Истото ова ќе го направиме на еден друг начин во вид на дрво. 24 го разложуваме на производ 6 по 4. 6 и 4 се сложени броеви, така да продолжуваме со разложување на шеската производ 3 по 2, а бројот 4 на производ 2 по 2. Значи добивме производ 3 прост број по 2 прост број по 2 прост број по 2 прост број. Односно, бројот 24 кој што е сложен број го разложивме на производ од прости броеви. Истото тоа, например, ќе го направиме со бројот 56 кој исто е сложен број, ќе го разложиме на производ 8 по 7, каде што 7 е прост број, но 8 е сложен број, ќе продолжиме со разложување 2 по 4, а 7 го препишуваме. Ако погледнеме сега, 2 по 4 по 7, четворката е повторно сложен број, неја ќе ја разложиме на производ 2 по 2 и го добиваме производот 2 по 2 по 2 по 7. Тоа значи дека бројот 56, кој што е сложен број, го разложивме на производ од прости броеви 2 по 2 по 2 по 7. Истото ова ќе го направиме со дрвото, бројот 56 ќе го разложиме на производ 8 по 7, 7 е прост број, 8 е сложен број, го разложуваме на производ 4 по 2, 2 е прост број, 4 е сложен број, го разложуваме на производ 2 по 2, 2 е прост број, 2 е прост број и на крај 56 го разложивме на производ од прости броеви. Еве уште неколку примери. Бројот 39 го разложуваме како производ 3 по 13, 3 и 13 се прости броеви. 77 го разложуваме на производ 7 по 11, 7 и 11 се прости броеви. 99 го разложуваме на 9 по 11, 11 е прост број, но 9 е сложен број, него го разложуваме сега на производ 3 по 3 по 11, така што на крај го разложуваме повторно на производ од прости број. Пред самиот крај има еден предизвик за вас, кој што треба да се потрудите да проверите дали ова е вака. Провери дали секој парен број поголем од бројот 2 може да се запише како збир од два прости броеви. Ова проверете го и видете дали е точно. На крај останува вашата домашна задача, која што се надевам дека ќе успеете да ја решите без никаков проблем, тоа се овие две задачи. На крајот од овој час ви посакувам да останете во добро здравје и чувајте се. Довидување.